Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со професор доктор Игор Алуловски, субспецијалист по гинеколошка хируршка онкологија на Клиниката за гинекологија и акушерство, авторот и писател Александар Русјаков и пејачот Вито Славевски. Останете со нас до 11 часот. Најдене назад во студиото да продолжиме да зборуваме со нашите гости кои што ги најавуваме уште рано наутро. Ви кажав дека ќе имаме интересно друштво. Секој експерт во својата област, ќе зборуваме многу повеќе за пишаниот збор, за здравието, ќе зборуваме и за музиката. Најпрво да си ја поздравам мојата колешка Бисера која што денеска е тука заедно со нас. Бисерче, добро утро за тебе. Како си? Добро утро, Мирина. Одлично ти благодарам. Во вакво интересно друштво, интересни професии. Имаме актуелни теми за кои што ќе зборуваме, но да ги поздравам и нашите гледачи кои рано изутринава се разбудија со Милена, го испија првото кафе, можеби сега и второто, заедно со нас и со нашите гости и уживајте до 11 часот. Може да си ги уште еднаш представиме гостите. Така е, секако. И да не забораваме и вода, така велат нутриционистите секојдневно. Имаме прилози дека водата е многу важна, покрај кафето или покрај чајот и чаша, најмалце чаша вода. Так. Професор доктор Игор Алуловски е денеска со нас. Професоре, како сте? Добро утро, добре ни дојдовте после не знам точно колку време и не е важно, важно дека сте тука денеска со нас. Така, да. Добро утро, поздрав до вашите гледачи, поздрав до вас и до ова друштво овде. Пренек се надам ќе дискутираме едни интересни теми како што најавивте. Имаме многу теми со добро, да, во ред. Секогаш што доктор во емисија и обично неисцрпно. Да, се согласувам апсолутно. Така, на здраве нека ви е кафецето. Фала, да, благодарам на кафето. А кога кажав за водата, видов важи, да, апсолутно, така, важи. Дека се согласивте со таа констатација. Апсолутно се согласувам, да, обично али препораката е првото што ќе се направи кога се стане од сабајле, после спиење да се испие најмалку една чаша вода, да се разбуди организмот. Млака или ладна? И тука има некои дилеми. Па сега не мора да е претерано ладно од фрижидер, меѓутоа така слободна температура. Од чешма. Така. Најубаво. Александар Русјаков е нашиот следен гостин. Александар, добро утро и за вас. Како сте вие? Добро утро за тие што им е утро, добар ден за тие што им е веќе ден. Добро е. Ја обично ова време мене ми е најкреативното време, односно за пишување. И така што се малце така чудно ми е, нели, бидејќи не пишувам, туку се да ми разговарам. Добро, може некоја инспирација ќе добиете. Така е, секогаш. Да, ќе поразговараме со вас за она што е најактуелно и најново, но ќе ве вратиме и години наназад, бидејќи имате многу ваши дела, награди и така натаму, така што гледачите ќе имаат можност да дознаат се во однос на вас и вашата професија. Веќе има години наназад. Сега можам да кажам дека има години наназад. Така е. Да сте жив и здрав, тоа е најважно. Боже мој. Вито Славевски, пејач и музичар кој што ни доаѓа директно од Пробишти поутрово. Како сте, Вито? Одлично, благодарам на прашањето, супер. Како беше патувањето? Па, одлично, убаво време денеска. Среќа. Нема дожд, нема права пролет. Да, вчера беше врнежливо, можеби ќе беше малку проблем. Во Пробишти не беше така, а овде слушнав дека врнало. Да, кај нас секако и гужва, пак дожд кога ќе падне дополнително, но како и да е, денеска ни е супер сончево време. Професоре, докторе, ќе почнам со вас. Веќе знаете, да, веројатно да. Што значи гинеколошка онкологија и со какви заболувања најчесто се занимава оваа гранка од медицината? Не мора опширно, нели многу, но накратко да ни кажете кои се оние ваши, кој е вашиот домен, да кажам, со кој што вие се занимавате. Така. Во суштина и одговорите во самото име, гинеколошка онкологија. Така. Односно со онколошки заболувања кои што се врзани со гинеколошките органи кај жената. Карциномија за народот, кажаме така. Почнувајќи обично вака многу често и најчесто вака многу интересен за дискусија кај нас се уште за жал карцином на грлото на матката, карцином на телото на матката или на ендометриумот, на јајниците, карцином на вагина, на вулва, значи она што се гениталните органи кај жената. Сега карциномот на дојката, тоа е вака интересно, во некои од европските земји е исто така во доменот на гинеколозите. Меѓутоа кај нас, кај торакалните хирурзи. Они се занимаваат со карциномот на дојка, а во некои моменти ни се преклопува тука проблематиката кога зборуваме за тој тип на карцином, така да ете тоа е во мака кратки црти кажано. Значи се што подразбира
диагностика, третман на овие заболувања, пред што се однесува на хируршкиот третман, пошто тоа ми е и работата, јас сум субспецијалист по гинеколошка, хируршка онкологија, така гласи, да, а оној вториот дел од третманот, таму каде што има потреба, продолжува на клиниката за онкологија. После кога ќе се заврши, но тие пациенти се практично остануваат секогаш наши пациенти, така и во дискусиите и разговорите со пациентите, се почувствуваат дека секако некој се грижи за нивното здравје. Сакам да кажам од аспект на оно што разбира лекарската струка и грижа за тие пациенти, така да тоа е секојдневната работа моја. Да, ќе зборуваме малку повеќе за она што вие го давате, нели, како разговор на вашите пациенти, бидејќи многу е важно тука и менталното здравје. Не е лесно да некој се соочи со таа опака болест. Кажете ми само накратко бројките, дали не заплашуваат во моментов во однос на карцином кај жените во тој дел од телото или Па сега вака, тие статистики почнувајќи на овакво светско ниво, пак ќе го спомнам, доста актуелен, често се зборуваше и јануари, што ние сега близко месец за подигање на свеста за борба со цервикалниот карцином. Цервикалниот карцином во Европа, кој сакам да кажеме светот е огромен. Голем, да, но хајде Европа. Меѓутоа ние се вртиме кон европските земји, Соединените американски држави, Австралија, по-развиениот свет, условно земено, како што сакаме да го кажеме, а проблемот со цервикалниот карцином полека, ама сигурно го ставаат адакта. Со други зборови, бројките паѓаат како резултат на добрата превенција која што е организирана во тие држави. Сега, тука, за жал, ние, не само ние, речеме Балканот, па до дели од источноевропските земји, кога збориме од тлото на Европа, се уште се бориме да ги бутнеме тие бројки. Сега зошто го спомнувам тоа? Затоа што цервикалниот карцином е еден од најпревентибилните карциноми. Буквално со еден обичен преглед вие може да превенирате сериозна болест. Сега се уште ние тука имаме проблем со тој карцином. Од аспект на организацијата и на скринингот, ние се трудиме, се бориме како фела, зборам како струка, да државата вложува колку што може, вложува, мислам дека недоволно од аспект на организација на скринингот, односно финансискиот момент, вложува од аспект на вакцинација, пошто конкретно имаме начин за кој што може да се бориме. Прв пат во медицината имате вакцина која што превенира рак. Да. Превенира карцином, а ние имаме проблем во нашата држава со опфатноста со вакцината, и тоа ностоп го збореме во други емисии, ја и други колеги цело време, дека едноставно тука треба да се промени веројатно нешто во кај луѓето. Тука имаме проблем. Што е до државата обезбедила вакцинација и тоа најновите, 9-валентната вакцина, и ставене во календар за вакцинацијата, меѓу првите држави во балканскиот простор ги ставивме практично во календар за вакцинација, а се уште имаме проблем со опфатноста, што посебно па во Скопје. Во Скопје опфатноста со вакцинацијата за ХПВ е најлоша, за жал. Што би се очекувало да биде највисока, ама е обратно некако. Да, можеби луѓето некако дополнително изгубија доверба со короната и со можеби повеќе фактори претпоставам дека влијаат на тоа. Ние немаме некакво антивакцерско движење, да речем, не. Генерално како во други мислам дека западноевропски земји немаме, Кога станува збор за вакцинацијата и конкретно за ХПВ вакцината, мислам дека е повеќе недоволната информираност на населението. Да, веројатно има дел на недоверба, пошто треба да се вакцинираат децата кои што се деца на 14-14 годишна возраст. Се уште се остава простор да родителите, пошто се малолетни лица да одлучуваат. Се помести границата баш со таа причина до 18 годишна возраст. За да можат. Ќе зборуваме и за вакцинацијата, зошто треба да се прави така натаму. Александар, сакам со вас малку повеќе да зборуваме за она што неодамна го заокруживте како промоција на својата нова книга Его Сурфер. На прашање од публиката, што значи насловот на збирката, вие кажавте: Его Сурфер е професија, знам звучи чудно, но во фантастиката, особено во киберпанкот, ништо не е чудно кога е навистина чудно. Дали сакате нешто да додадете ново или кажавте се со оваа реченица на публиката тој ден? Да, тоа е на промоцијата на книгата. За публиката, Его Сурфер е збирка раскази, и таа е збирка раскази, јас стално кажам дека
кога пишувам книга, седнувам и пишувам книга. Оваа книга е пишувана, бидејќи се раскази, пишувана во последните 20 години. Значи, и тоа е жанровска книга, спаѓа во жанрот фантастика и поджанровите, внатре има 3 вида на различни поджанрови на фантастиката, научна фантастика, хорор и сайберпанк, нели по македонски го викаат киберпанк. Да. Иако ниту кибер, нити сайбер е македонски збор, но Но ајде по македонски да речеме, да. Јас сум навикнат сайберпанк да го нарекувам уште од кога почнав да ја читам тој жанр на фантастиката. И да, значи луѓето што го љубат тој жанр, се едно дали е во книжевност или во филмот, бидејќи и таму е многу опфатен, можат да се соочат со 9 различни светови кои што се изградени, меѓу другото насловниот расказ Его Сурфер, и да моите пријатели кога го слушнаа насловот ми рекоа конечно својата биографија ја напиша. Его Сурфер, но всушност не сакам многу да откривам затоа што не е интересно да се открива, нели модерно тоа се вика спойлери за некој што ќе сака да чита, но е професија во иднината каде што главниот лик кој што професијата му е Его Сурфер се закачува на јаството, на егото, на душата, на суштината на човекот и оттаму ги извлекува најтемните и најинтимните информации за да може да го соочи со законот кој што не дозволува сонување и фантазирање. Вака, отприлика. Научната фантастиката е прекрасен жанр каде што е, нели, јас стално го цитирам Реј Бредбери, еден од татковците на научната фантастика, кој што на прашањето што е научната фантастика, он многу го објаснил дека научната фантастика не треба да ја предвиди, туку да ја спречи. И на крај да ако нешто не е чудно во научната фантастика, тогаш не е интересно. И затоа викам, не е чудно нешто да биде чудно во Баш убаво, значи во една реченица сте кажале многу, но затоа те сакав малку повеќе на оваа публика која што денеска не гледа, убаво кажавте да не откривате се, затоа што нели треба да ја прочитаат книгата и да видат за какви раскази точно станува збор. Така што ќе видиме коментари од нашата публика. Така. А да слушнаме сега и за Хотел меѓу две војни. Бидејќи јас спомена и Милена во најав, односно претходно зборувавме. Не слушна гледачите за сликите. Да, за фотографиите, дека најдов фотографии од за наградата со Хотел меѓу две војни си го остваривте и сонот да напишувате за Битола. За ова дело освоивте наградата Пегас, затоа ќе видат и гледачите на сликите кои ги одбра Милена. Јас ги коментирам денеска сликите на Александар, дали може? Слободно. Во 2021, а следната година добивте и Рациново признание. Кажете ни малку повеќе за Хотел меѓу две војни. Историски. Хотел меѓу две војни е веројатно мојот најквалитетен роман, ако јас сум тој што треба да проценува. Иако ја да речеме имам друг омилен. Ако мене ме прашуваат, мене ми е омилен Курвински хроники, така се романот. Предпоставувам. Кој што балансира помеѓу реалност и фантастиката, затоа што почнува во времето на Христос, се завршува 500 години после нас. Хотел меѓу две војни ми е најуспешниот, веројатно и најквалитетниот роман. Има две награди. Првата е Пегас, која што доби награда за необјавен роман, па кога се објави го доби Рациновото признание. Тоа е, да речем, историски роман кој што не се бави со историски факти, само има историски личности кои што се внатре. Јас играм со формата преку магичен реализам. Тоа е приказната, познатата, јас стално викам, секогаш сум сакал да напишам книга за најдосадната тема на светот, тоа е Забранета љубов. Зашто најдосадна? Затоа што нели после Роме и Јулија. Или сите пишуваат за тоа? После Роме и Јулија е многу тешко да се напише нешто квалитетно и да ја возбуди публиката. И јас ја земав легендата. Јас ја викам легенда затоа што не успеав да најдам вистински докази дека тоа се случило. Помеѓу младиот тогаш Кемал Ататурк, кој што е на Академијата во Битола воената, и Елени Каринте, нели, за таа приказна кај нас и Дејан Дуковски напиша драмски текст, Балканот не е мртов, Александар Поповски сними филм. Но јас ја раскажувам на многу чуден начин, на еден, да речеме, јас тоа, нели, книжевноста го вика магичен реализам, но во себе има и истражување, авантура, трилер, затоа што приказната почнува со смртта на турскиот председател Кемал Ататурк, таткото на модерна Турција, и штом тој замине од овој свет,
пред себе гледа хотел, влегува во хотелот, рецепционерот му вика, му вели добро дојдовте во хотелот меѓу две војни и почнува приказната. Многу интересно звучи се тоа. Да, и најубавата информација за еден писател што може да ја слушне, освен нели дека му се продала книгата во 5, 10, 15 милиони примероци, што кај нас не може да се случи. Втората најубава информација е кога ми кажа од библиотеката браќа Миладиновци дека книгата е на листа на чекање во библиотеката. Браво. Во време кога веќе скоро многу малку и се посетуваат библиотеките од читатели. Да. Тоа е една дополнителна награда за вас како автор. Да, убаво е чувството да се слушне такво нешто. Сигурно, сигурно. Вито, продолжуваме со вас и со вашата уметност. Вие сте со музиката, колку што имав можност да прочитам од мал. Ќе ни раскажете малку повеќе за вашите музички почетоци, кој е оној инструмент кој што најмногу ви прилега, што сте сакале да го свирите уште како дете? Па вака од дете започнав нормално пеењето, бидејќи јас сум пред се пејач, свирам и гитара, но она што сум подобар во тоа е пеењето сигурно. И со пеењето мора да нешто да се најде, да се тропа на некој тенџериња, нешто бубњеви како. Најчесто тенџерето беше таравука порано. Така, но некаде седмо оделение основно училиште ми купија гитара и тогаш со пеењето имав и подкрепа, почнав да го изучувам аматерски самоучки што викаме ние. Инструментот гитара, така што доволно беше и сам да створиш музика, да не биде само тоа акапела, само пеење. Така. Исто така прочитав информација дека сте засвирали во оркестрот во основното училиште каде што сте учеле. Дали можеби потоа сте направиле некој бенд? Многу музичари така некако започнуваат, нели, од тие училишни денови. 15 години бев кога го формиравме бендот. Имаше некој имиња на бендот, прво се викавме Гравитација, па тоа беше Југославија на времето, па прво се викавме Ватра. Аха, Ватра, добро, на српски. На српски, бидејќи многу слушавме таа ексју сцена, сега се вика ексју сцена, тогаш беше ju сцена, да. Забавно, да. За рок н рол зборуваме повеќе. И така беше Ватра или Оган. Па потоа беше Гравитација и најдолго време се задржа како група Еуфорија, која што повремено и денес постои по лани, да речем пред една година, лани 25-та во јануари имавме концерт многу успешен во Пробиштип со групата Еуфорија, така што од време на време и со нив се активираме, иако јас градам сол кариера сега моментално. Но убаво да се потсетите, нели, на тие средношколски денови, на тие другари со кои што сте направиле, и сигурно имате многу спомени. Многу. Има приказни. Има сигурно. И јас како колегата нешто се обидувам да пишувам некој роман. Добро. Така повеќе на која тема или кој жанр да ни откриете? Работен наслов е Пикантерии на еден бенд, мислејќи за тој бенд. И така во романот се пишувам за некои анекдоти што се случиле, а кај нас музичарите има безброј тоа. Можам да замислам, посебно оние кои што патуваат често, па така. Настапи, шеги меѓу себе, случки, промашени локации, место во еден двор, ние во друг. Само пазете што ќе пишувате да не се налути некој нешто да се растажи некој. Може како да насмеат. За смеење може. За смеење, да, нема. Каде е романот? Романот е веќе, ако е 2013-та почна, значи повеќе од 10 години се пишува. Така се пишува романот. Се крчка, да. Добро, следно гостување со романот ќе ни дојде. Ајде, може, зашто. Одлична идеја. Докторе, ќе се вратиме кај вас за вакцинацијата. Би сакала да објасниме зошто е важно, бидејќи сами кажавте, државата овозможила што овозможила, останува на нас луѓето, но се двоумиме. Дали заради страф, лошо искуство или нема да навлегуваме во тоа, но што е она што треба да го најдем, да го кажеме за тие вакцини за ХПВ? Зошто треба да се примат тие вакцини и во колку проценти ја спречуваат таа инфекција? Во 100. Во 100. Значи, Секам да го кажем ова за да знаат вистината од доктор како вас, нели, да не биде читање на форуми и слично. Епа, еден од проблемите е токму тоа, читање на форуми или да, значи, добивање на информации од несоодветни места, како да кажам сега, затоа што
На крајот на денот вакцинацијата за против ХПВ вирусот, или ХПВ вакцинацијата веќе постои повеќе од 20-25 години. Што значи дека на милиони луѓе е дадена таа вакцина низ светот и сите овие бројки што ги спомнав за намалувањето на инциденцата на цервикалниот карцином во земјите каде што има организиран скрининг и добро организирана вакцинација е самото по себе доказ и потврда за тоа, значи за ефектот и ефикасноста на самата вакцина. Зошто сега често прашањето е добро зошто сега 13-14 годишна возраст? Во суштина вакцината е добро од 9 годишна возраст. Но се зголеми. Еве кај нас значи се помести да е тоа 13-14, пошто знаете како некако сознам кога ќе се спомне нешто се што е поврзано со тема секс, сексуално здравје, малце сме се уште нали како некаква табу тема, и ниеден родител не е подготвен толку рано. Некако нали така се прифаќа малку чудно, меѓутоа причината зошто во тие години, значи логиката е јасна. Пред да започне со сексуални односи, практично организмот да биде заштитен, односно да стекне доволен имунитет и имун одговор со кој што ќе се спротивстави на потенцијалната инфекција. Не значи дека секој контакт со ХПВ вирусот значи и болест. Секако не. Значи, да речеме, не знам, 70-80% од луѓето кои сите ќе дојдеме во контакт со ХПВ, да се разбереме. Значи, не, тој е се присутен и во некој период од животот секој од нас доаѓа во контакт со вирусот. Само еден, да речеме, условно земено помал процент, негде 20 до 30% каде што болеста ќе стане хронична инфекција, се во ризик да евентуално перспективно развијат некаква болест асоцирана со ХПВ. Сега, ние главно, целата приказна околу ХПВ вакцината почна од цервикалниот карцином и сега затоа цело време нали, тука се алудира, пошто доминантна значи, болест или карцином што е предизвикан од ХПВ, значи тие така речени група на онкогени вируси кои што конкретно во случајот зборуваме за ХПВ вирусот. Меѓутоа излегуваме се надвор од таа граница само на цервикален карцином. Значи веќе се зборува за ХПВ асоцирани болести или ХПВ асоцирани карциноми. Например, еве, Соединетите Американски држави се соочуваат сега па со една друга ситуација врзана повторно со ХПВ, каде што пак имаат раст на инциденцата на бројот на орофарингиален карцином, кој што е ХПВ асоциран. Паѓање на цервикалниот, меѓутоа доаѓа до израз овој другиот. Сакам да кажем и тоа е сегде се присутно. Значи ако земеме да набројуваме, разговараме за некаде 7 различни типови на карциноми предизвикани од ХПВ, почнувајќи од гениталните органи на жената. Значи вие сакате да спречите причината. Ама секако, значи идејата на вакцината е практично токму тоа. Причината. Да, организмот да се подготви, да се бори, да се избори имунитетот, имуниот одговор со агенсот, во случајов ХПВ вирус. До колку години може да се примува вакцина и дали се препорачува кај жени кои што можеби имале ХПВ, па веќе немаат, имале цин 1, цин 2? Секако, може. И до која возраст? Значи, возрастната граница на време се зборуваше кај нас 18 годишна возраст платен од државата, па до 24 годишна возраст. Во Соединетите Американски држави вика 45, сега веќе вика ни возрастна граница не. Значи во принцип може да се вакцинира кој кога сака. Сега секако дека тука треба да се бара некаква логика во вакцинацијата и разговор секако претходно со својот гинеколог или доктор да се објасни зошто треба се да се вакцинира па жена на 45 години пример. Сакам да кажам, меѓутоа работата е дека вакцинацијата годините се избрани прво пред да се започне со сексуални односи, втора работа периодот годините кога инциденцата со ХПВ инфекцијата, кога де факто се инфицираат со ХПВ во тие години, значи почнувајќи од кај 18 до кај 20-тите до 30-та година. Тукаш е пикот на инфекциите. После тоа расте пикот на другите состојби предизвикани од ХПВ. Како велат да се спречи наместо да се лечи, секако апсолутно тоа е поентата идеја на сите вакцини, генерално земено, па вклучително и на оваа вакцина. Така. Добро. Александар, сакам да поразговараме за уште една многу важна тема со вас. Во Градската библиотека Браќа Миладиновци, која што и нели пред малку ја споменавте дека вашата книга била на листа на чекање, преку интерактивен пристап водите работилници за креативно пишување. Колку што разбрав и со деца од средните училишта, можеби и помали и повозрастни, за какви работилници станува збор? Јас ги викам млади луѓе, така им се обраќам затоа што и тоа им кажам. Најпаметно. Што моди одлучиле да се бават со книжевност, не се веќе деца, а мораат во исто време колку и да стареат да го сочуваат во себе детето. Нели тоа е комбинацијата. Да, благодарение на Снежана Стојчевска директорката и на Александра Јуруковска која што го потегна овој
процес, веќе трета година поред, сега завршивме, пред неколку месеци ја завршивме третата работилница за креативно пишување. Моментално ја средувам третата книга, значи тие прекрасни млади луѓе во двата случаи издадоа книга. Првата книга се вика Антологија на иднината, втората се вика Работилница за поправки на чувствата. Ја на нивните промоции им го кажував стално повеќе се радувам на овие книги отколку на сопствените, затоа што нивните дела кои што се многу сериозни, не станува збор за никаква детска литература, иако да не ме сваќат погрешно, детската литература е најтешка за пишување, затоа што детето не може да се измами. Најискрена публика. Да, ја како писател возрастните ќе ги извозвам низ приказна, низ нешто, ама дете не може да се излага. Тоа го знаат и глумците што играат детски представи, дете не може да го излажеш. Значи настрана, значи не станува збор за никаква наивна книжевност, да речеме, значи они се многу сериозни, зреат во своето и практично мене ми е тоа огромна радост затоа што гледам дека македонската литература има потенцијал и дека не е точно дека новите генерации се изгубени, новите генерации не знаат кај терат, они се точно во ова време какво што е ние сме изгубени во нивното време сега. Затоа што нас времето ни поминува. Така што тоа ми е една од најубавите работи што ми се случила во животот. Јас секогаш им кажувам нив, а и на промоциите, че не учат ништо од мене, посебно затоа што никој не може никого да научи да пишува книжевност. Можете да видите дека според универзитетите, според факултетите има факултет за музика, има факултет за ликовни уметности, има факултет за театар и за филм, ама нема факултет за книжевност, така што не може никој да те научи да пишуваш ако го немаш тоа во себе. Во себе, точно. И че јас сум таму само да ги малтретирам да пишуваат и да разговараме на тема да си бидеме сами на себе публика и тоа се прекрасни работилници. Се надевам ќе има и четврта, но прво да ја издадеме третава книга да ја средам, затоа што ќе биде одлична, поканете ќе бидете на промоцијата да го Секако да, ви благодариме. Видете тоа наскоро, месец-два, сакаме на пролет да биде. Така што тоа е нешто што за мене ќе остане како нели кога ќе одам на оној свет, во куферот што ќе си го носам со себе, не е само мојата книжевност, туку ова ми е некако поважно, дека сум работел со млади луѓе кои сте мотивирале млади луѓе. Без разлика дали ќе се посветат на книжевност како професионално или нема, тоа е многу вредна работа. А дали се отворени овие работилници? Може ли да се пријавуваат ученици од средно училиште, од основни? Така се пријавуваат, да, си имаат библиотеката си е поврзана со професорите. Значи преку библиотеката се Да, од неколку гимназии доаѓаат. Помеѓу 15 и 20 бројката. Така, има и студенти, секогаш има и студенти. Некои од нив кога ќе заврши, повеќето од нив повторно доаѓаат. Значи не е тоа оваа група завршила и толку. Не, они има некои што се ги посетуваат сите три. Браво. Но прекрасно секако. Баш убаво, навистина се радувам што постојат. Може ќе слушна некој па ќе се пријави доколку има место на тие работилници. Они си имаат своја комуникација меѓу себе, они се шири приказната, си знаат. Супер. Добро. Вито најновото музичко парче всушност кое што главен повод да сте вие денеска во нашето студио е една песна која што всушност многу позната веќе песна. Ајде малку кажете ни и како дојдовте по соработка со Евто Попиновски. Удрете тапани. Мисле за удрете тапани, добро. Не, таа најнова, тоа беше издадено лани во април месец 2025, а потоа има друга, но значи таа веќе ова е многу позната, цел македонски народ ја сака. Позната е, тоа ми дојде идејата, таа етно музика се слуша повеќе. И кога се слушнавме со Евто Попиновски, барав дозвола од него да обработам неговата песна. Тој дозволи и мора да се посочат точните автори дека токму тоа е музика, музиката и текстот се видеозаписот нели со неговото име, да. Музика и текст ги пишува тој, но песната е стара, мислам дека од можеби првото издание на Макфест на фестивалот. Значи песната е 86-та мислам дека или 84-та. Значи тоа е колку 40 години првото издание и кога некој би ја слушнал таа песна, не би го познал дека е Евто Попиновски на пример. Па да, добро. Тие што знаат, што занимаваат со тоа. Менува во текот на годините. Пошто и со него кога зборувавме, тоа дефинира и така е. Таа доаѓа како фолк рок нумера. Да, малку. Сега Евто Попиновски пее рок. Тоа е малку интересно. Ама интересно и звучи, да.
прекрасно е неговата верзија, првата, основната е прекрасна. Така што ми дојде на идеја ова песна да се оживее, да се препее и така се случи. Добро, Ивто го сакаат македонскиот народ, неговите песни, така што мислам дека сте направиле одличен избор и со оваа песна, која што е исто така позната, но не е од оние кои што нема шанси да не се отпее во кафана, што ги манели други. Так, баш така. Да, затоа што треба да се слушнат и оние песни кои што помалку се слушаат навечер, кога некој нели ќе излезе, така сте направиле одличен избор. Што друго вие сакате да пеете ве кога имате настап или што најмногу бара публиката, кои се тие македонски песни? Публиката, да, јас иако уште како дете сум со таа забавна музика сум повеќе опседнат и сум пеел, но сепак и пеам народна музика и ми спеано над 500 свадби, она вистински македонски свадби, се 5 до 6 часа во ресторант, во кафана. Свадби со сите салтанати што викаат? Со сите салтанати, да, од Зурла и Тапан, дури во... Добро. Дури така. И јас преферирам секоја добра песна, па и народна, не мора да е само македонска, постојат многу добри вистински народни песни, но слушам, се пее и поп и најмногу рок. Најмногу ја сакам и најмногу слушам таа ексју сцена, кога слушавме на касети и на цедиња, јас дома сега скоро ги гледам, уште, иако касетите веќе нема на што да ги пуштиме тие, тоа веќе, како се викаше, касетофон, не постои, дури младите генерации не значува тоа. Јас ги изброив дека имам 70 касети, 80 касети, што се од таа ексју, значи рок музика. Се сеќаваме сите на зборувавме и ние сме како генерацијски блиску со денешните гости и зборувавме и со сите го имаме слушано таа ексју музика од Вардара па до Тригова. Што сакате да слушате? Тоа се враќа полека, но јас не можам да верувам кога видов дека некаде гледав за продавница во Словенија, каде што во Љубљана ли беше, не знам, и таму зборуваа дека се враќа желбата и интересот за касети. Значи се продаваа касети, касетофони и грамофони исто така. Не, грамофоните исто тоа не умира, добро, тоа не умира. Тоа не умира, но касетата почне некои нови изданија сега има. Јас не сум но дека се враќа интерес за продава под да речеме колку ќе му да 1500 денари сега плоча да купиш спакувана модерно сега тоа како се враќа. Бендовите се издаваат цело време. Носачи на звук. Плочи. Но дека касетите се враќаат ми беше многу интересно. Да, и цедиња може ќе почнат. Ќе видиме, можеби ќе се вратат многу работи од минатото што на некои недостасуваат. Нешто ќе се случи во светот, очигледно. Не знаеме што. Во вториот дел Александар малку со вас ќе поразговараме околу колумните кои што ги пишувате. Докторе, вие каква музика сакате да слушате? Бидејќи за кратко имаме реклами, а споминавме музика, што вие сакате да слушате? Тоа го дискутиравме. Па да, јас сум и тие кога годините кога сум раснал со таа ексија 80-ти, 90-ти години, нели и тинеџерскиот период и после тоа и како средношколец па и факултет тие години на таа ексија сцена. Значи главно ексiju рокот, па генерално рокот во тој период кој што нели сите тие групи кои што ден денеска да се слушаат, нели добар дел од музиките знаат и помладите генерации, па еве нели и децата мои да некогаш нели сакаат да кои ќе почнат да ги подпевнуваат, ќе се нели некаде на ќе слушнат на радио или на YouTube сега нели и така натака Spotify и така натака овие нови веши. Да, платформи така да, али во секој случај тоа некако нели сум во тие години, ја речем нешто наземено заглавен, како да кажам, со музиката. А класична музика додека работите? Класична музика, па не видите, тоа е многу интересно. Во сала сакам во сала сакам да свири таква музика. Рок, некојаш, да. Па не мора да е тоа, нели? Не мора, сакам ако вас тоа вие прави, нели, посмирени да бидете во тој момент. Екипата со која што, значи, работиш е битно, нели, музиката да ти помогне да се концентрираш, са не правам јас. Значи муаве тука за некои екстремни рок-н-рол звуци, пошто нели да те вознемирува, меѓутоа нешто што ете така може нели да даде малку штимунг во работата и да те опушти некојаш, знаете, потребно е. Така. Класичната музика, да, окей, тоа е друг сосема нешто друг. Одиме со реклами, по рекламите гледаме ваши фотографии, имаме уште неколку интересни прашања за вас, така што драги гледачи, останете понатаму со програмата на Канал 5.